Македонски медиа сервис. mms.mk. Од денеска, како што информираше ЈПИСР, почнува со комбинирано снабдување на вода од бунарскиот систем, која преработена ќе се испорачува со водата од хидросистемот Злетовица. Анализите покажаа дека водата од Злетовица е квалитетна, пошто се добиени сите потребни дозволи за нејзина употреба. Денеска во филтер станицата беше подпишан договорот со кој се уредува преземањето на водата од Злетовица. Цената на водата од Злетовица кон ИСР ќе изнесува 4,69 денари, додека цената кон крајните потрошувачи и граѓаните на Штип останува иста. Поред некои наши анализи, мора прво да помине одреден временски период за да видиме како ќе работи системот, со колку количина ќе се снабдуваме, па тогаш може да видиме на крајот од еден месец колку ќе ни бидат трошоците. Во секој случај, со подпишување на овој договор, јавното предпријатие ИСР ќе се снабдува директно од хидросистемот Злетовица, што значи помали трошоци и подобро водоснабдување. Бунарскиот систем ќе го користите? Секако бунарскиот систем ќе го користиме, ќе биде и тој во кондиција за кога ќе треба и истиот тој да го активираме и да го користиме него. Значи, ние сме еден од ретките градови кои што ќе имаме два начина на водоснабдување, едниот преку хидросистемот Злетовица и другиот бунарски систем. Инвестицијата околу 5 милиони евра, се функционира безпрекорно, сите дозволи се обезбедени, системот е добар, водата, квалитетот на водата е со одличен квалитет, така да ние веднаш односно откога ќе подпишеме сега договорот, можеме да почнеме и со работа, ќе утврдиме, како што каже директорот, уште некои детали, записници, тука со хидросистемот Злетовица, така да во секој момент можеме и да дистрибуираме водата. Речиси 10 години се чекаше на водата од Злетовица. Штип како најголема општина во регионот се соочи со проблемот на прифаќање и преработка на водата од хидросистемот, затоа што филтер станицата е градена за прифаќање на бунарските води од Брегалница, но не и за површинските. Поради тоа со средства од владата беше адаптиран дел од филтер станицата, пошто по пробниот период се покажа дека работи без проблеми и може да испорачува вода. Штип од Злетовица ќе добива по 360 литри во секунда максимално, што целосно ги задоволува потребите на граѓаните, кои во просек дневно трошат по 180 литри во секунда. Но филтер станицата не беше единствената пречка за прифаќање на водата од Злетовица, туку јавно се проблематизираше и нивото на радиоактивност на водата. Повеќе годишна манипулација на одредени луѓе, на одредени група на луѓе, би рекол, дека водата е радиоактивна, сето тоа апсолутно не е вистина, бидејќи ние во последните 10 години, секоја година, два пати во годината, вршиме комплексна анализа на квалитетот на водата, кај што се мери и содржината на тешките метали, вклучително и на радиоактивност. Значи, до сега, во последните 10 години, откако пласираме вода во Свети Николе и во Пробиштив, значи немаме траги, немаме забележено на присуство на ниту еден тежок метал, вклучително и радиоактивност на водата. Пак ќе кажам, не знам од кои причини, одредена структура на жители од општина Штип, повеќе години, значи можеби 10 години, пласираат невистини за квалитетот на водата. Бидејќи, пак ќе кажам, ако река Злетовица е радиоактивна, тогаш и вие од вашиот бунарски систем ќе пиете радиоактивна вода, бидејќи самата река Злетовица се влева во река Брегалница над местото кај што се лоцирани бунарите од кои што моментално вие взимате вода. Штип станува третата општина во регионот која се приклучува на Злетовица. Бунарскиот систем останува како алтернатива во случај на помала издашност на хидросистемот, што според директорот на Злетовица Илиевски е речиси невозможно, бидејќи акумулацијата има доволно вода што може да ги задоволи потребите на општините и во најсушниот период, како што покаже изминатото лето, кога браната не ја ни почувствува летната жет. Хидросистемот е подготвен да испорачува од 500 до 600 литри вода во секунда. Има доволно вода во акумулацијата, ние без проблем и во летниот период кога беше и најсушен и најдолг период на суша, во тест периодот кога самите изведувачи на филтер станицата, не јавното предпријатие, бара од нас огромни количини на вода или 360 литри во секунда, успеавме да задоволиме со количината на вода и не само во општина Штип кога влечеше 360 литри во секунда вода за тестирање на опремата, туку и паралелно се врши тестирање на филтер станицата во општина Карбинци со 40 литри, поради сушата и општина Свети Николе влечеше 100 литри во секунда, така да нашиот систем без проблем
тој период го издржа и пласираше постојано доволни количини на вода за водоснабдување. Ние го знаеме капацитетот на нашиот хидросистем Летовица и секако сме спремни и имаме можност, значи, да пласираме вода во било кој дел од годината, посебно во летниот период кога сушите се големи и кога потрошувачката на вода е поголема. Значи имаме доволни количини пред се во акумулацијата на брана Кнежево, со кој што можеме да обезбедиме, значи, доволни количини на вода за водоснабдување. Пак ќе кажам, не само за општина Штип, туку и за општина Првој Штип, Свети Николе, Лозово и Карвинци. Илиевски се заблагодари на јапонскиот народ и штипјанецот Коста Балабанов, со чие залагање и долгогодишна работа овозможи да се случи денешниот ден, кога планинската вода од Злетовица стигнува до домовите на штипјани. Изградбата на делот за водоснабдување на Злетовица чини $80 милиони, што сега во 2 рати годишно ги враќа Министерството за финансии. По 2028 година хидросистемот ќе почне бескаматно да ги враќа овие пари на Министерството. Македонски медиа сервис. mms.mk